4 во однос на бизнис нефинансиските перформанси. Од ова табела исто така може да се заклучи дека од тестираните фактори, латентни варијабли, кои што се вкупно 14, беа 7, меѓутоа се тестираат во однос на финансиски и нефинансиски, значи се вкупно 14. 7 покажуваат статистичка значеност во обсегот од 10%. И што уште многу поинтересно за да се коментира, да се разгледа понатаму е што 5 се во однос на финансиите, а 2 во однос на нефинансиите. Што на некој начин беше изненадување лично и за мене, со оглед на тоа што некои ги перцепираат веб-базирани социјални мрежи како средство за подобрување некакви бранд авиарнес кои што се поврзани со нефинансиски параметри. Па така, на крајот, предложениот мерен модел сега веќе преминува во структурен модел, каде што структурен модел може да заклучиме дека од предложените 8 фактори, како клучни фактори кои што се разгледуваат, 3 фактори во старт се отфрлени како статистички незначајни. Тоа се социјалниот притисок, кој што беше отфрлен уште на почетокот за потврдената факторска анализа, како нерелевантен, несоодветен за моделот и не покажа никаква корелација по врзост ниту статистичка значајност, додека овие два фактора внатрешната интеграција, поврзаноста на бизнис интернет маркетинг стратегијата не покажа никаква статистичка значајност на истражување примерок. Овие два фактора, достапност на технологија, отвореност и транспарентност, покажуваат статистичка значајност во однос на финансиските и во однос на нефинансиските параметри, односно перформанси на една компанија. Додека овие три овдека, CRM интеграцијата, IT инфраструктура и организацијската поставеност се значајни статистички за една компанија да ги користи и влијаат директно само на финансиските перформанси на компанијата. Тоа значи дека една организација доколку имплементира CRM интеграција на веб-базираните социјални мрежи, податоците кои што ги добиваат од таму со сопствениот тековен CRM, во тој случај има позитивни финансиски импликации за самата компанија. Значи директно ќе влие на нејзините финансиски перформанси. Истото се однесува за IT инфраструктура, ако е подобри од аспект на веб-базирани социјални мрежи, соодветно се користат, има позитивни финансиски апликации. И исто така организацијската поставеност, што особено мене ме радува, бидејќи во литературата организацијската поставеност и CRM интеграцијата во последните неколку години се многу потенцираат како клучни за успешно користење на веб-базираното социјално мрежување од страна на компаниите. Врз база на овој модел, на структурен модел, се овозможи основа за отфрлање и потврдување на претходно поставените 16 хипотези. Така да хипотезите кои што беа поврзани со социјалниот притисок, внатрешна интеграција и поврзаноста на бизнис интернет маркетинг стратегија се отфрлаат во старт, бидејќи не покажа никаква статистичка значајност. Отвореност и транспарентност и достапност на технологија, хипотезите се потврдуваат дека влијаат и на финансиските бизнис перформанси и на нефинансиските, додека овие доле три фактори, организацијска поставеност, IT инфраструктура и CRM интеграцијата, делумно се прифаќаат хипотезите, односно се прифаќаат само оние хипотези кои што се поврзани со финансиските перформанси на една компанија. На крајот, би сакала да завршам презентација, да го прокоментирам и моделот, кој што овој модел вака дефиниран и поставен е доста значаен заради три аспекта. Првиот аспект е се направи на пионерски чекор во Македонија да се дефинира листа на клучни фактори кои што влијаат, да се направи обид да се дефинираат клучни фактори кои што влијаат на веб-базираното социјално мрежување. Досега во литературата, поготово поврзан во Македонија, не најдов на таква листа. Второто е детално разработување на секој од овие клучни фактори од призма од аспект литературата, како се користат во светот и како влијаат на користењето на веб-базирани социјални мрежи. И третиот, според мене, најзначаен придонес во креирањето на овој модел, генерално и за бизнис заедницата, е што се направи обид да се измери влијанието, односно да се утврди за статистичката значајност на
веќе дефинираните и направената листа на клучни фактори во однос на бизнис перформанси. И со тие еден чекор понатаму, не само на бизнис перформанси генерализирано како мене, туку детално се разработи, се раздвојува на финансиски и нефинансиски перформанси. И доколку една компанија го погледна овој модел, заклучокот би требало да види дека доколку сака да биде успешна или да биде успешна со своите конкуренти во користењето на веб базираните социјални мрежи, треба да се фокусира на оние фактори кои што покажуваат статистичка значајност и да ги имплементираат и подобра, доколку ги има да ги подобрат, доколку ги имаат веднаш да ги имплементираат во своето работење, се со цел успешно да ги искористат бенефитите на веб базираните социјални мрежи. Ја тука ви завршил. Ви благодарам за вниманието. Се надам дека ве во тајм менеджмент. Благодарам.